Мисовски, почитувани колеги пратеници. Само малку. Да. Молам министерот да влезе во салата. Министерот да влезе во салата. Благодарам. Повелете. Почитуван колега Мисовски, почитуван министер, почитувани пратеници. Со овој предлог закон, посебно со спорната интервенција 10% државно градежно земјиште на одредена парцела, сликата за тоа како се градело во општина Струмица се пренесува на цела Република Македонија. Моделот како Заев применувал заедно со неговиот брат и со фирмите Total Engineering, Dravas Engineering и Сара Јавор Engineering, сега станува Македонија урбанистичка мафија инженеринг. Овој закон се носи наменски, министерот знае за кои општини и точно знае за кои парцели станува збор. Инаку не би бил процентот така прецизен 10% градежно земјиште во државна собственост. Овде се знае точно, ние денес не знаеме, но наскоро ќе дознаеме. Ова е легализирање на веќе почнати постапки, каде што луѓето од власта, поврзани со Зоран Заев и со Вице Заев, имаат голем влог, кој што влог се плашат да не им пропадне после изборите април 2020 година. На некој начин, самата интервенција во законот е признание, ако сакаме да бидем искрени, дека власта не е сигурна во својот опстанок после 12 април и сака уште сега на овие за нив битни стопански субјекти, поврзани со Зоран Заев, Вице Заев и слични градежни компании кои што се блиски до СДСМ, да им обезбеди законски основи за во иднина она што го започнале до сега, да го продолжат на еден начин каде што ќе имаат одредена легалност. Јас само ќе ви споменам неколку случаи кои што јасно укажуваат дека премиерот Заев, предходниот премиер Заев и неговиот брат директно се заинтересирани за градежништвото во државата. Случајот со бизнисменот Тошевски, не го познавам лично, сум го видел само на медиуми, кој што тврди дека бил член на СДСМ 10 години, имал и некои негови објекти кои што се издадени за општински организации на СДСМ, има парцела во собственост помеѓу хотелот Хилтон и факултетот ФОН на Фија Цановски, парцела атрактивна, на која што на неколку пати разни адвокати одат и му даваат понуда, го убедуваат да ја продаде. Кажува дека не е заинтересиран за продажба, се до моментот додека не добива директна порака и понуда од Вице Заев, дека тој е заинтересираниот купувач. Ние знаеме дека во тој реон, каде што е хотелот Хилтон, каде што е ФОН универзитетот и каде што се граничат општините Газибаба и Еродром, има и дел државно земјиште. И ние знаеме дека ова е атрактивно место и сега дознаваме дека Вице Заев веќе не е заинтересиран само за Струмица. Вице Заев сака да гради во Кавадарци, во Скопје, во Прилеп, во Битола, во цела Република Македонија, таму каде што може да најде добри парцели, преку неговите фирми или фирмите во кои што има удел. Затоа овој закон е направен за да му се помогне на кланот Заеви, проектите кои што досега ги створил, ги реализирал, ги испланирал, да можат да ги продолжат после смената на власта. Токму затоа е брзањето со овој закон, со овој член конкретно зборам. Инаку не би имало потреба зошто би се брзало. Од каде е најден процентот 10% државно земјиште? Зошто не беше 20%, 8%, 5% државно земјиште? Овде елаборатите на Вице Заев од Total Engineering, Dravas Engineering и Сара Јавор Engineering имаат замолено, ургирано или побарано од министерот Цугаревски
да обезбеди законски 10% за да можат да градат без да го имаат во собственост. Што значи тоа? Тоа значи дека градбата ќе почне и еве да речеме дека градбата ќе биде во споменатите, може би и други, но да ги кажеме споменатите интересни локации каде што се одговорни општините Аеродром и Газибаба. Утре, за да може да подпише градоначалникот од СДСМ Златко Марин, големиот борец против урбаната мафија, и за да може да подпише утре градоначалникот од СДСМ од Газибаба, а за да не заглави во затвор, нему му треба закон каде што ќе му дозволат 10% државно земјиште да не биде во собственост на фирмите на кланот Заеви или нивните блиски спонзори, за да можат да градат без проблеми. Дали при тоа ќе настрадаат луѓе, собственици, или ќе уплати некој, или нема да добие навреме, или ќе има закаснување, или ова дополнително ќе развие само корупцијата во Република Македонија, тоа воопшто не ги интересира, бидејќи гледавме дека Заев во Струмица функционирал на база на корупција. Градбата во Струмица, случајот подкуп, кој што го слушнавме и парцијално пред 5-6 години, и интегрално пред 5-6 дена на одредени медиуми, за наше изненадување од некои личности блиски до шпионските кругови на власта, покажуваат дека Зоран Заев делувал на таков начин. Нудел одредена цена државна, на државни парцели, поевтина, доколку дадеш подкуп, по принципот 1 евро за Заев, 1 евро за Вицето, 1 евро за црквата. Доколку не дадеш таков подкуп, тогаш ќе треба да платиш пазарна цена. И сметам дека сега принципот од струмичката градежна мафија се пренесува на македонска градежна мафија, на фирмите Тотал, Дравас и Сара Јавор инженеринг. И ќе видите наскоро дека ќе се дознае за кого се ваквите законски интервенции, бидејќи земјата е мала, општините се мали, градежните компании се прилично видливи и сите ќе бидеме сведоци кој придонесува Република Македонија да, за жал, да ја зацврсти својата ниска позиција на хибриден режим и на земја која што е многу ниско на индексот за борба против корупцијата, за жал на 106-то место заедно со Алжир, Египет и брегот на Слоновата коска. Затоа сметам дека со ваквото однесување, доколку носителот на одобрението за градба не успее до моментот предвиден во законот, како краен рок да се стекне со целосна собственост, 100% на градежното земјиште, се поставува основното јавно прашање што е јавен интерес, правна сигурност и сигурност на имотот на некој кој што може би платил во градба. А прашањето е, дали тоа одобрение ќе биде огласено за ништовно? И ако биде, што се последиците кои што настанале по издавањето на тоа одобрение за градба? Да речеме дека градоначалникот, советот на општината, државата, кој да е институција, нема да се согласи по ниедна цена, па макар и да е таа коруптивна, да го оттуѓи тој дел од 10%. Што ќе биде со луѓето кои што во таа 10-катница, 20-катница или друга зграда, објект, деловен објект, веќе уплатиле своји средства за да бидат собственици на истите? Што ќе се прави со објектот? Ќе се руши или тие 10% ќе се срушат, па ќе остане 90%? Ова решение носи две можности. Или на крајот преку корупција да се легализира целосно, корупцијата да оди на ниво инвеститор општина, или и политичка партија, доколку политичката партија интервенирала во ова, или второто решение е да се доведат во имотна и правна несигурност тие кои што предвремено или во тек на градба инвестирале за да бидат собственици на дел од едно такво решение. Затоа јас сметам дека ваквото однесување на господинот Заев, на неговиот брат Вице Заев и на нивните компании, не само во градежниот сектор, на нивните компании во производството на марихуана, на нивните компании во многу други сектори, представува веќе притисок за слободно делување на другите стопанственици. Има стопанственици, како што го споменав господинот Тошевски, кои што се, ако тоа нешто значи, не би ни требало, членови на СДСМ,
но за жал, заради тоа што не сакаат да се согласат некоја атрактивна парцела да му ја продадат на Вице Заев, за тој тука да изгради болница, хотел, деловен објект или зграда, се наоѓаат под притисок. И сега треба притисокот да се зголеми и преку законска можност, каде што компаниите на Заеви веќе ги имаат исцртано парцелите, не достигаат уште 10%, да можат да продолжат да градат и потоа општините кои што се водени од СДСМ да го удрат печатот врз основа на овој контраверзен член. Благодарам многу. Реплика министерот за транспорт и врски повелител.